Во последно време, во Сојузот на комунистите на Македонија се чувствува поредовен партиски живот, се унапредува содржината на работата, јакне одговорноста на комунистот, се надминува пасивноста. Ова се само некои од позитивните резултати на организационото оспособување на Сојузот на комунистите на Македонија, што посебно се истакнуваат во извештајот на Централниот комитет за периодот помеѓу третата и четвртата конференција. Овие констатации подкрепени со бројки изгледаат вака. Во овој период, Сојузот на комунистите на Македонија е зголемен за 650 нови членови, а се формирани и 496 нови партиски организации. Меѓутоа, како што се истакнува во извештајот, ова се само првите чекори, бидејќи туку што престои процесот на нивното сообразување со основните организации на Сдружениот труд. Од друга страна, прилично доснеше формирањето активи на комунисти непосредни производители. Во прво време се оценува не беше сватено нивното значење за идейно-политичкото оспособување на Сојузот на комунистите. Истовремено се констатира дека не задоволува и неговата социјална структура. Така, иако во однос на другите структури најдоминантни се работниците, а нив засега ги има 18.786 или 28%, сепак тоа е недоволно со оглед на тоа што Сојузот на комунистите представува авангарда на работничката класа. Приемот на работниците постојано расте, но во однос на вкупниот број нови членови тоа е малку, зашто и меѓу оние што го напуштаат најбројни се повторно работниците. Загрижува и недоволното учество на земјоделците и младите луѓе во Сојузот на комунистите, кои ги има нешто повеќе од 14%. Во општинските организации и комитети од друга страна се уште не се остварува врската половината од нивниот состав да бидат комунисти непосредни производители. Ова и покрај почетните позитивни резултати, како што се истакнува во извештајот, укажува на потребата од постојана, конкретна и систематска активност за прием на нови членови, особено од редовите на непосредните производители и од младите луѓе. Оно што треба веднаш да се одбележи, а што е заедничко за пратеничката дебата во одборите, секако е оценката дека остварените стопански движења во првите 3 месеци од оваа година се поволни и дека се поклопуваат со предвидувањето за општествено-економскиот развој на оваа година. Остварена е нагласена и широка активност во решавањето на проблемите на неликвидноста, на непокрената потрошувачка и за други прашања во врска со општата стабилност на стопанските текови. Меѓутоа, наспроти позитивните тенденции во стопанските движења, пратениците укажаа и поголем број проблеми кои и натаму го обременуваат стопанисувањето на работните организации, па затоа бараат нивно итно решавање. При тоа, како акутен проблем беше истакнат недостигот на обртни средства. Голем број на работни организации, иако ги имаат сите услови за непречено работење и пласман на производството, заради исцрпените финансиски можности, се наоѓаат во незавидна положба. Затоа пратениците побараа од извршниот совет да забрза трансформацијата на краткорочните кредити во кредити за трајни обртни средства. Во исто време, утврдената политика за растоварување на стопанството, според мислењата на пратениците, не се остварува и од причини што со повеќе инструменти се врши одлевање на средствата од стопанството во нестопанските дејности. Посебно место во пратеничките дискусии имаше и движењето на цените и порастот на животните трошоци. При тоа, беше изразена загриженост за стандардот на запослените, а посебно на оние кои остваруваат релативно ниски лични доходи и чиј стандард опаѓа. Доколку и натаму продолжи ваквото движење на цените, според мислењето на пратениците, може да се доведе во прашање реализирањето на стабилизационата политика. За надминување на состојбата, иако со задоцнување, неопходно е доследно реализирање на меѓурепубличкиот договор за цените и што поскоро донесување на конкретни мерки за движењето на цените од надлежност на Републиката. На седниците на одборите кои заседаваа безмалку цела недела, повторно беше истакнат проблемот на задолженоста на стопанството. Имено, иако 5 републички компензации дадоа позитивен ефект во разрешувањето на должничко-доверителните односи,
Сепак се забележува тенденција за натамошно зголемување на ненамирените обврски. Па затоа се предложи да се спроведе нова мултилатерална компензација на ниво на Југославија. Но не помалку се расправаше и за проблемите на неликвидноста, смаленото темпо на инвестициите, за загубите, како и за ред други прашања кои без друго повторно ќе бидат актуализирани идната недела на седниците на трите собора. Последен пат бев во Египет во пролетта 1971-та. Дали нешто од тогаш се променило во главниот град на Египет? 4-милионскиот Каиро е многу пожив отколку што беше. Низ неговите улици многу повеќе автомобили отколку во 1971-та. А мртвиот канал, појдовме да видиме што се сменило таму на заканувачката прва линија на прекинот на огнот. Некогаш убавиот град Суец и Порт Теуфик наполно се мртви. И во иста состојба како и во 1971-та, кога последен пат бев овде. А што е со војната? Дали некој ја сака во оваа земја, во овој град на брегот на Нил? Не. Војната никој не ја сака, но секој е уверен дека ваквата состојба, ни војна ни мир, не ќе може да трае вечно. Откако дојдов во Каиро, читам во весниците, ги слушам најодговорните луѓе како говорат за почетокот на етапата на тотална конфронтација, тој за Египет решавачки период на обновата и ослободувањето. Со ова почна и мојот разговор со председателот Анвар ел Садат. Во својот говор од 24 март и во говорот на 1 мај, вие го најавивте почетокот на етапата на тотална конфронтација со Израел. Би ве замолила да кажете што значи тоа од дипломатско-политичко гледиште, а што од воено. Тоталната конфронтација значи дека луѓето мораат да бидат готови политички, воено и економски за судбоносниот период во историјата на нашиот народ. Сега, кога овој проблем е така замрзнат, кога од сите страни е блокиран, на народот не му преостанува ништо друго, туку да се подготува, како што реков, за тотална конфронтација и тоа политички, војнички и економски. Во таа фаза, секој човек, секој граѓанин, а не само припадникот на оружените сили е војник во борбата. Тоа е исто како што беше и кај вас за време на Втората светска војна. Вие имавте партизани, а тоа значи поправо дека цела Југославија се кренала на нозе со целиот свој потенцијал и средства, со целата своја сила против фашистичките нападјачи и окупатори на вашата земја. Ние сега ја преживуваме истата работа, посебно со оглед на израелското смислено и арогантно однесување на овој дел на светот. والتبجح الإسرائيلي في المنطقة هنا. Вие рековте, господин председателе, дека дипломатската мисија на вашиот специјален советник Хафез Исмаил не успеала на Запад, посебно во Вашингтон, и од сега морате да сметате на вашите собствени сили. Значи ли тоа дека не може да се очекуваат нови дипломатски иницијативи од ваша страна? Ние од наша страна дадовме се што можевме. На 4 февруари 1971 година јас ја изложив египетската иницијатива, а 4 дена подоцна одговоривме на Јаринговиот меморандум. И во нашата иницијатива и во одговорот на Јаринг, ние сторивме се што можевме за да докажеме дека навистина сакаме мир. Но другата страна не сака мир. Токму поради тоа, ние веќе немаме ништо ново, никаква нова иницијатива. Во Соединетите Американски држави, председателот Никсон во својот неодамнешен говор пред Конгресот предлагаше средно решение, кое нема да ја оштети ни едната ни другата страна. Но тука постои сериозно недоразбирање и искривување, бидејќи тој ги изедначува агресорот и жртвата на агресијата. Ги изедначува оној што е окупирал територијата и оној чија територија е окупирана. Како се можни одстапки од двете страни,
кога едната страна има се под своја власт, додека другата страна со окупацијата останала без своја територија. Уште повеќе, таа друга страна ги поднесе веќе сите предлози што можеше, а првата воопшто на нив да не реагира. Не, ние немаме нови иницијативи. وقدم كل ما يمكن انه يقدمه وما فيش استجابه من الجانب الاخر فليست لدينا مبادرات Вие го најавивте почетокот на тоталната конфронтација, но оставивте отворена врата за мирољубиво решение. Меѓутоа, категорички истакнавте дека судирот е неизбежен поради тоа, како што рековте, што Израел ги затвори сите врати, кои вие се обидовте да ги отворите. Дали, може би, според ваше мислење, нова подрачје се акумулираат и некои нови тешкоти, освен постојните? И едно мало подпрашање, како вие ја оценувате ситуацијата во Арапскиот залив во врска со енергијата, нафтата? Тоа е широко прашање што може да се подели во повеќе подпрашања. Например, што се однесува до првиот дел од прашањето за можноста за мирно решение, можам да кажам дека ние сме готови да прифатиме секое мирољубиво решение кое почива на правдата. Таа врата никогаш не ја затворивме, со услов решението да биде постигнато по мирен пат и да е праведно. Што се однесува пак до негативните елементи, тие не се присутни во арапскиот свет. Нови негативни тонови посебно се забележливи во американскиот став, кој отиде уште подалеку отколку Израел. По посетата на Голда Меир во февруари годинава, Соединетите американски држави објавија дека го поддржуваат Израел и оти ќе го снабдат со воена помош за да се одржи рамнотежата на силите. Тоа прашањето на рамнотежата на силите е мощне сериозно неразбирање и искривување на фактите. Американците ја замислуваат рамнотежата на силите така, што Израел може да биде посилен од сите арапи заедно. Негативниот елемент што произлезе од американскиот став се состои во тоа што ние, по посетата на Хафез Исмаил во Вашингтон, разбравме дека гаранции за безбедност се бараат за Израел, дека признавањето на легитимноста се бара за Израел и од нас се очекуваат само отстапки во тие гаранции на безбедноста и дека целото решение е замислено мощне пристрасно во корист на Израел. Мојот советник, Хафез Исмаил, забележа дека сите американски барања се насочени кон тоа да се фаворизира Израел, како ние, а не Израел, да сме биле агресори. Постои аранжмани за Шарм ел Шејк, аранжмани за разоружување на Синај. Сето тоа во духот на она што овде го изреков во неколку збора. Доколку Хафез Исмаил седеше на истата маса со Голда Меир, сето тоа би било помалку смешно од она што му го рекоа во Вашингтон. Но Америка многу се лаже ако мисли дека поради постоењето некои негативни аспекти во арапската позиција, со решение што таа го нарекува мирољубиво, за Израел ќе успее да го добие она што Израел сам не успеа да го добие кога ни го зададе војниот пораз. Не, Америка тоа никогаш нема да го постигне. Ја спомнавте енергетската криза и воопшто енергетските проблеми. Нема долго да се задржам на тоа прашање и на неговите евентуални идни реперкусии. Би сакал на Америка да ја кажам само една работа, а тоа е дека Израел не ке може да ги брани нејзините интереси како што таа сега верува. И оти е погрешно сегашната американска политика да се засновува врз таа претпоставка. Израел никогаш нема да биде заштитник на американските интереси во овој дел од светот. Ако продолжи со својата политика на безрезервна поддршка на Израел, како на бранител на незините интереси во овој регион, Америка ќе добие мощне скапа и болна лекција. لأنه حيثبت إنه إسرائيل في النهاية لن تستطيع أن تدافع عن نفسها هي وحدها فكيف تدافع عن مصالح أمريكا؟ При прославата на 25-та годишнина од основањето на израелската држава, Голда Меир би се обрати лично вам, господин председателе, ви понуди преговори без какви да е предуслови. Сметате ли дека тоа има врска едното со другото? Овие подготовки што овде се вршат во вашата земја и сегашната понуда на израелскиот премиер.
Ова не е прв пат Голда Меир да изјавува нешто вакво. Таа веќе неколку пати понуди директни преговори без какви и да е претходни услови. Најновата таква понуда дојде за време на нејзината посета на Соединетите Американски држави во февруари годинава. Но сите тие понуди беа наменети на пропагандата и ограничени за внатрешна употреба. Кога малку подобро ќе ја погледнеме поканата што Голда Меир ја упати за време на својата посета на Вашингтон во февруари, кога внимателно ќе ја прочитаме стилизацијата на нејзиниот предлог за мир и преговори, ќе видиме дека тоа е ист онаков предлог како што Хитлер му упати на Черчил откако ја окупира цела Европа. Во него е содржано основното начело со чиј карактер Израел сака да го залаже целиот свет. Како можам да седнам околу преговарачка маса, кога мојата земја е окупирана и додека Израел и сите негови раководители, вклучувајќи ја и Голда Меир, го преплавуваат светот со арогантни изјави, како што е она од минатата недела, па и секогаш порано. Тоа би значело дека се предавам. Зошто Черчил ги одби преговорите со Хитлер? Зошто Соединетите Американски држави одбија да преговараат со Јапонија по Перл Харбор во 1941 година? Да седнам на преговарачка маса додека мојата земја е окупирана? Не. Светот не би смел да дозволи да се залажува со такви приказни за преговори за мир. Како можам да седнам на преговарачка маса додека мојата земја е окупирана и Израел ги има сите адути во раце, а јас немам ни еден? Како тоа би изгледало? Тоа би било предавство, а не преговори. Во еден момент, израелските водачи говорат дека преговорите би се воделе без какви да е претходни услови, а во втор истакнуваат дека Шарм ел Шејх во Египет, Голанската висорамнина во Сирија и Газа не може да бидат опфатени со преговорите. Како можам да прифатам таква логика? Тоа е логика на наметнување услови. Тоа не е логика на преговарање. Од повеќе страни, господин председателе, ви советуваат да бидете трпеливи, да почекате што ќе донесе средбата Брежнев-Никсон или есенските избори во Израел. Што мислите вие за тоа? До кога вие, арапскиот свет, а посебно Египет, би можел да ја поднесува оваа состојба ни војна ни мир? И колку тоа е во согласност со вашите подготовки на земјата за тотална конфронтација? Се надевам дека е јасно оти тотална конфронтација значи мобилизација на сите потенцијали на египетскиот народ за долга и судбоносна борба. Тоа нема никаква врска со некои состаноци или какви да е други настани, бидејќи тоа во прв ред се однесува на нашиот народ, на нашите потреби, да бидеме готови за борбата против опасноста што му се заканува на целото наше суштество, на нашата иднина и судбина. Вистина е дека некои велат, оти би можеле да чекаме додека не се одржи состанокот меѓу Брежнев и Никсон. Но ние таквите настани секогаш ги наблюдуваме во перспективата на собствените интереси. Ме прашувате до кога нашиот народ ќе трпи состојбата ни војна ни мир, а јас одговарам. Нашиот народ таа состојба целосно ја отфрла. Како што спомнав во својот говор на прославата на 1 мај во Махала ел Кобри, состојбата на блокадата и стагнацијата што ни е наметната, не можеме никако да ја прифатиме. Во оној момент кога ќе бидеме готови за тотална конфронтација, благодарение на општата мобилизација на сите сили на земјата, ние ќе ја разбиеме таа пат позиција, без оглед на какви да е состаноци или разговори меѓу големите сили или кој да е друг. Блокадата ќе ја пробиеме со решението на собствената волја, во моментот кога ќе почувствуваме дека сме готови. Би сакал да додадам уште нешто. Соединетите Американски држави се соучесници на Израел во сето она што се случува на ова подрачје. Денеска на секој араб ова му е сосема јасно. Соединетите Американски држави се соучесници затоа што го снабдуваат Израел со оружје, што му даваат стопанска помош, што му даваат политичка поддршка во Обединетите нации, па дури и се служат со правото на вето во светската организација и воопшто го поддржуваат сето она што го презема тој. Советскиот сојуз, втората суперсила на светот, заедно со Соединетите Американски држави, исто така е одговорен за мирот. Веќе од 1971-та, од мојата прва средба со советските лидери, како председател на Египет, јас им обрна внимание на советските раководители дека сегашната состојба на ова подрачје е неподнослива, дека Израел ја има полната поддршка на Соединетите држави и оти ќе дојде време
кога тој ќе диктира својата волја на целото подрачје и ќе работи што ќе сака. Тоа и се случи со израелските напади врз Либан и Сирија и со неодамнешниот напад врз Бејрут. Сето тоа го превидов пред повеќе од 2 години и на советските раководители им ги изнесов своите предвидувања. Им реков, доколку Израел не почувствува дека сме способни за против удар, ако не се плаши од одмазда, тој се посамоуверено ќе продолжи по сегашниот пат. Вие, господин председателе, во својот говор во Махал Кобри, повеќе пати му се обрнувавте на Советскиот сојуз. Би можел да се добие впечаток дека не сте уверени во тоа оти Советскиот сојуз ја сваќа тежината на ситуацијата во која се наоѓате. Советскиот сојуз како голема сила се занимава со меѓународна стратегија. Како една од двете светски суперсили, тој води политика што го зема предвид целиот свет. Но ние овде се занимаваме со својата сопствена работа во овој конкретен дел од светот. Не се работи за тоа дека јас не сум сигурен во ставот на Советскиот сојуз. Не. Советскиот сојуз својот став јавно го изложи и се придржува кон него. Но неговата оценка за опасноста и важноста на ова подрачје во светски рамки од една страна, неговите интереси од друга и попуштањето на затегнатоста меѓу Советскиот сојуз и Соединетите американски држави од трета страна, сето тоа не му дозволува на Советскиот сојуз, на нашата оценка и анализа на ситуацијата во ова подрачје да ја подари онолку внимание, важност и сериозно значење колку што би требало. За време на моите 4 средби со советските лидери, јас посебно настојував да им нагласам 2 начела. Прво начело е дека ние од Советскиот сојуз не бараме ни еден војник за нашата битка. Својата битка ќе ја водиме сами и не сакаме за нас да ја водат советските сили. Второ начело е дека ние не сакаме судир меѓу Советскиот сојуз и Соединетите американски држави, бидејќи тоа би значило уништување на светот. Барав само Советскиот сојуз на ова подрачје да му го посвети вниманието што го заслужува. Но ми се чини дека поради некоја причина или поради повеќе причини што пред малку ги изнесов, Советскиот сојуз не му посветува на ова подрачје доволна грижа и внимание. Соединетите американски држави ја гледаат својата главна потпора во Израел. Како вие, господин председателе, ги оценувате односите и ситуацијата во арапските земји, посебно во арапските земји кои се во непоседен судир во Израел? Во арапската позиција, без сомнение, има негативни елементи, но позитивни елементи има повеќе отколку негативни. Штета е што многу луѓе не го разбираат менталитетот и психологијата на арапите. На денот на вистинската конфронтација со Израел, сите тие разлики ќе ги снема и сите американски настојувања да го разбијат арапскиот фронт ќе доживеат неуспех. Токму тоа Америка и Израел сакаат да го избегнат. Што се однесува пак до државите кои непосредно се конфронтирани со Израел, Сирија и нашата земја се обединети во федерација. И двете наши земји припаѓаат на Федерацијата на Арапските републики. Нашите воени сили се обединети и се наоѓаат под единствена команда. Јордан може да прима американска финансиска помош и да ја следи американската линија. Но тоа нималку не плаши, бидејќи на денот на конфронтацијата, како што веќе реков, кралот Хусеин не ке може да ги контролира ни својот народ, ни војската. Нели ви се чини, господин председателе, дека се поправо води кон уништувањето на палестинскиот народ и оти токму тој напатен народ би можел да биде жртва на целата оваа ситуација. Сосема се согласувам со вас дека тие се во тешка положба. Суштината на проблемот, за жал, е во ова. Револуционерниот дух на палестинците секогаш предизвикува проблеми што се однесуваат до сувереноста. Сметам дека тоа е можне сериозен проблем, ако не му пристапиме свесно на начин кој ќе оцени нашата одговорност во фазата низ која сега минуваме. Целосно се согласувам со вас, и тоа со жалење, дека се работи за операција за уништување на палестинскиот народ, што ја застапуваат Америка и Израел, и која е спроведена во Јордан. Секако, дека таквите извештаи ги примам со голема болка и горчина. Ние сега действуваме во соработка со Сирија и настојуваме да влијаеме врз нашите либански браќа и врз либанскиот председател да се најде некој излез. Јас се наоѓам во вашата земја повеќе од 1 месец. Никаде и од никого не сум слушнала дека сака војна, без оглед на тоа што вие го најавивте почетокот на акцијата на тотална конфронтација. Што мислите, господин председателе, дека може да се преземе и од која страна за војната да се избегне?
Нема никакво сомневање во тоа дека ситуацијата на ова подрачје е експлозивна. Тоа е дефинитивен факт. Друг факт е дека ние во нашата земја сакаме мир. Јас и секој одделен припадник на нашиот народ сакаме мир. Меѓутоа, ако цената на мирот треба да биде понижувањето и загубата на територијата или суверенитетот, тогаш можете да дојдете ваму и да видите дека луѓето преку ноќ ќе се изменат. Тоа се случи по национализацијата на Суетскиот канал на 31. октомври 1956 кога не нападнаа Британија, Франција и Израел. Требаше да дојдете и да видите како изгледаше тоа кога го добивме англо-францускиот ултиматум. Преку ноќ се дигна и се мобилизира целиот народ. Нашиот народ има стара историја, што опфаќа период повеќе од 7000 години. Како држава, како влада и како народ, ние действуваме без оглед на војните последици, кога ќе се постави прашањето на честа, понижувањето или суверенитетот. Соединетите Американски држави и Израел, за жал, не ни оставаат никаква алтернатива. Израел, неговите водачи и нивните изјави му се познати на целиот свет. Нема потреба да ги повторуваме. Неодамнешниот говор на председателот Никсон пред Конгресот е јасен, напишан и објавен. Нам не ни е даден никаков избор, туку да се откажеме од својата територија, својот суверенитет и својата чест. А тоа е невозможно и недопустливо. Ние се подготвуваме за тотална конфронтација. Тоа ќе бара време, бидејќи ние не сакаме само да ја ослободиме својата земја, туку и да ја изградиме својата држава во согласност со барањата на времето во кое живееме, врз база на современата техника, технологија и наука. Тоа јас и го изјавив. Ние денес тргнуваме по патот на мобилизација, тотална мобилизација за тотална конфронтација. Ги следиме двете паралелни насоки, обновата и